До крајот на месецов околу 600 фармери од земјава ќе потпишат договори со платежната агенција при Министерството за земјоделство за обнова на земјоделската механизација, за што ќе се користат 4,5 милиони евра од ИПАРД програмата. Станува збор за апликанти од првиот оглас на ИПАРД, преку кои фармерите се изјасниле за набавка на нови трактори и приклучна механизација за обработка на земјоделското земјиште. Вака најави министерот за земјоделство Љупче Николовски, кој подлече дека како институција ќе стојат на располагање на сите заинтересирани фармери за максимално искористување на парите од Европската унија преку ИПАРД програмата. Во месец март, на крајот на месец март, може да информирам дека платежната агенција ќе склучи договори за околу 600-700 трактори, односно обновување на земјоделската механизација преку ИПАРД. Околу 4,5 милиони евра кои што се од ИПАРД, европски пари, ќе бидат користени за оние апликации кои што поднеле во ИПАРД, во првиот оглас за ИПАРД, а ќе бидат наменети за обнова на земјоделската механизација. Значи околу 600 договори за обнова на земјоделската механизација ќе бидат склучени во месец март и тоа ќе бидат европски пари. Директорот на платежната агенција подлече дека за година во ИПАРД програмата на земјоделците им стојат на располагање 60 милиони евра. Тој ги повика земјоделците да се пријават и со помош на вработените од агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството да се изготват соодветни проекти за оваа програма. Сите ИПАРД програми, односно сите оние мерки за кои што нашите земјоделци можат да аплицираат, ќе ги направиме во наредниот период поблиски, појасни, бидејќи ИПАРД, одверувајте, е многу лесен доколку се почитуваат правилата кои што се бараат. Јас тука сигурно ќе имаме огромна соработка и поддршка и од министерот, и од директорот на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието, меѓутоа директно и од нас. Имаме на располагање 60 милиони европски пари. Македонија последниве години постојано беше критикувана што не се искористуваат средствата од ИПАРД програмата, пред се за развојот на агросекторот.